Ведран Андоновски од Гласот на Америка на македонски јазик е на сателитска линија од Вашингтон. Ведран, започна гласањето. Има ли процек, има ли што велат истражувањата, каква е излезноста на овие избори, бидејќи беше најавено дека се очекува голема масовност? Боријан, медиумите јавуваат за долги редици пред гласачките места, како во сојузната држава Вирџинија, каде ќе се води тесна трка и која е една од оние кои може да го решат победникот. Тоа може да биде показател за мощ голем, ако не и рекорден одзив, како што предвидуваат многу аналитичари. Одзивот спрем многумина се должи на представата дека овие избори по многу нешта се историски. Кој да биде избран ќе биде прв по нешто во американската историја. Демократот Барак Обама првиот председател афроамериканец, а републиканецот Џон Макејн најстариот на функцијата во првиот мандат. Изборните места ќе започнат да затвораат некаде околу полноќ по македонско време, а конечниот резултат се очекува за неколку часа. Голем показател за расположението на гласачите ќе бидат излезните анкети, што ги очекуваме во најскоро време. Боријан? Ведран, оценети се овие избори како историски, со оглед на овие факти што и ти ги кажа. Какво е расположението во САД поради овој факт? Жане, финансиската криза и економска ситуација беа централно прашање во последните неколку месеци од кампањата, која па траеше рекордни 2 години и чинеше најскапо досега. Обама собра 640 милиони, а Макејн 335 милиони долари. Интензивната кампања во која и обата кандидата ветуваа промени, бројноста на оние кои беа мотивирани од кампањата да излезат на избори, сериозноста на финансиската криза и други домашни, но и надворешни прашања, сето тоа дава впечаток дека денес во САД е посебен ден. Инаку денес американците не избираат само шеф на државата, туку и сите 435 члена на представничкиот дом и приближно 1/3 од вкупно 100 сенатори. Кој ќе однесе победа во обата дома на Конгресот може во голема мера да влијае дали на новиот председател и ќе му биде полесно или пак потешко во работата. Боријан, Жане? Жане, јас би сакал, мене ме интересира многу зошто обично се гласа, не обично, него секогаш се гласа во вторник, па би сакал тоа да го прашам Ведран, ако дозволиш. Ведран, зошто се гласа во вторник во Америка? Во право си, Бојан. Председателските избори секогаш се одржуваат на првиот вторник во месец ноември. Зошто ноември? Кога се започнало со избори во 1840-тите, луѓето кои гласеле биле зафатени со земјоделски обврски и најпрвин требало да ги завршат жетвените работи. Зошто во вторник? Затоа што превозно средство биле конјските коли, па доколку некој задосе на изборно место, наместо понеделник, наредниот ден, вторник, бил сигурен датум. Жане? Ведран, ја дури и чув дека во недела не се гласа затоа што е ден за да се оди в црква, а во понеделник велеле дека е баксузен ден, меѓутоа ова може се само легенди. И за крај прашање, какви се последните анкети? Има ли воопшто се уште типување на тоа кој е победникот или не? Има ли последни анкети? Секако, анкети секогаш има. Обама води според анкетите на национално ниво, како и во неколку држави што по традиција гласаат за републиканците. Но сето тоа се само анкети. Макејн, кој денес беше на митинг во Колорадо, останува оптимист и ќе се бори до крај. На крајот само да подсетиме дека и Барак Обама и Џон Макејн, како и нивните подпредседателски кандидати Џо Бајден и Сара Пелин, веќе гласа, пропратени од бројни ТВ камери и фотоапарати. За кого тоа, за жал, не го знаеме во овој момент. Боријан, Жане? Ведран, толку за сега гледам, ти немаш беч, ја и Жан имаме, Жане го носи беджот на Макејн, јас на Обама, ти немаш, но може би небо некоја друга прилика ќе се појавиш и со беч. Благодарам, Ведран, се ја слушаме подосна. Да, Ведран, се слушаме подосна, кога веќе ќе има и што ново да ни кажеш. Благодарам и на вас. Не носам беч бидејќи се уште сум на работа. Тоа беше Ведран Андоновски од Гласот на Америка. Ќе го вклучиме повторно кога ќе биде трката за изборите веќе во финишот.